За разлика од вчера, Наташа, денеска немаше никакви инциденти. Околу 4 часа траеше овде протестот, како што можам да забележам и позади мене има се уште граѓани од организациите Македонија блокира, како и тврдокорни кои што практично го организираат овој протест, како и функционери од ВМРО, ДПМН и коалицијските партнери, кои што еве втор ден се овде со овие граѓани пред законодавниот дом да протестираат против уставните измени. Денеска ги прашавме граѓаните која е причината што денеска и вчера се собираат во поголем број за разлика од изминатите денови, изминатите месеци што се протестираше овде пред собранието против уставните измени. Тие, како што каже и ти, ги повикаа пратениците да излезат овде пред собранието, да не го притиснат зеленото копче за уставните измени, па овде предлагам да ја погледнеме и анкетата која што ја снимивме од здруженијата кои што протестираат пред собранието. Ќе успееме ова парче земја да си го сочуваме и вие да ми бидете здрави и живи. Вашите деца, вашите внуци, цела Македонија да ни биде здрава и жива. Она што го губиме не може да вратиме после. Изгубеното никогаш не се враќа, поготово политичкото. Вети дека нема да го менува името. И што прави сега? Обратно од тоа. Ја не знам што Иванов чека. Има написмено дека се сложуваше дека нема да го менува името. Што не го покране процесот. А Уставниот суд спие, сеедно. И не знам какви правници се. Кога правото се гледа на која страна е. А тие се свртија на страната на неправдата. Да, како што кажав, се уште трае овде протестот, се уште може да се забележат неколку граѓани кои што остана овде пред законодавниот дом, иако е презакажана седницата за уставните измени за утре, тие се уште овде, има засилено полициско обезбедување, мислам и дека може да се види тоа позади мене. Пред и околу собранието е затворен е целиот булевар, а овие граѓани кои што се уште овде велат дека ќе протестираат и наредните денови практично паралелно со седницата која што се одвива внатре во законодавниот дом. Инаку само да напоменам дека денеска немаше никакви инциденти за разлика од вчера кога беа приведени двајца демонстранти поради попречување на јавниот ред и мир.